Şapır şapır düşer damlalar, şakır şakır yağmur yağar. Şapır şapır düşer damlalar, şakır şakır yağmur yağar. Açılır fırıldak şemsiyem benim, sular üzerimden akar, sular üzerimden akar. Şapır şapır düşer damlalar, şakır şakır yağmur yağar. Açılır fırıldak şemsiyem benim, sular üzerimden akar, sular üzerimden akar. Браво, преубав волшебен есенски почеток. Есен е, имаме лисија, имаме чадорчиња, Така е, имаме заштита од дожд и ќе кажеме здраво и добре ни дојдовте. Така или на турски би кажале мерхаба, хош гелдинес. Ете Мислам така. да го погодив. Аплауз не Треба добре. да биде така. Имаме аплауз за Спасија. Добра. И ајде да кажеме денеска со кого ќе другаруваме. Ете така, не случајно кажавме денеска и на македонски и на турски здраво и добре ни дојдовте, бидејќи денеска нема да имаме надпревар, денеска сите ќе бидеме сплотени и имаме две училишта со една одлична причина. Го имаме, значи, Општинското основно училиште Гоце Делчев од Општина Центар. Така. И Општинското основно училиште Тефејус, драги мои, Општина Чаир. Тарарарам! И не случајно тие две училишта денеска се заедно со нас, затоа што и двете училишта беа дел од проектот за меѓуетничка интеграција. Образованието се разбира. Така И е. сега имаме едно гостинче да го прашаме, бидејќи е есен, знаеме дека на нас двајца есента ни е умилено годишно време. Така. А ќе те прашаме тебе, кој е твоето умилено годишно време? Мислам дека кажа лето, да, летото. Па добро, Летото сите би дечиња требало, го да, сакаат да. летото, да. Ете така, може да се одмориме, да ги собериме сите чадорите и може да почнеме, нели? Може. Може да почнеме. И гледате, драги мои, овој кадар говори на вистина многу. Студиото ни е есенско, како и што доликува на годишното време во кое што се наоѓаме. Александар е главниот капитен за Општинското основно училиште Гоце Делчев, Општина Центар. Имавте интересна соработка, така, со кого да кажеме? Па имавме интересна соработка со училиштето Ѓорги Раковски од Софија, Бугарија, Република Бугарија. Вие бевте таму на гости? Да, бевме. И што правевте? Таму се дружевме, се забавувавме и споделувавме како искуства, да, и традиции. Така, ама и готвевте. Готвевме, да. Што направивте, да кажеме? Пример, направивме пита. Пита, чекај, македонска или? Па да, македонска. Месевте заеднички? Да, Со што ја направивте? со опрас. И потоа испековте. Да, и јадевме. Браво! Аплауз заслужува ова. Што друго? Ајде да кажеме. Нашето училиште оваа година работи на два меѓународни проекти со училиштето Ѓорги Раковски. И значи проектот е Билките од кујната на баба. Интересно, да. И со училиштето Оберланд Шуле од градот Вајхај од Германија. Така. И значи ние ќе одиме од Германија, ќе дојдат во ноември Ќе дојдат кај вас тука кај на нас, гости? па после ние ќе одиме таму. Браво, тоа е интересно. И дружбите и пријателството остануваат за секогаш. Да. Така. Браво за Александар. Тино, ти во чие друштво си? Јас сум во друштво на представниците на Општинското основно училиште Тефејус од Општина Чаир, односно Джерен, кој што ќе ни каже нешто повеќе за училиштето, и Адем кој што истото ќе ни го преведе и на македонски јазик за сите да разбереме. Джерен, повели да ни кажеш нешто повеќе за твоето училиште. Bilgi denizinde yol göster bana. Korkmadan ilerlet beni. O denizdeki
hırçın dalgalar arasında. Bak, kıyıda iyiye güzele başarılara götüren gemi var. Gecikmeden bindir o gemiye beni. Bu gemi Tefe-100, geleceğin gemisi. Üsküp'te Türkçe eğitimi yapan Türklerin eğitimi ocağı olan okulumuz 1884 yılında kurulmuştur. Yeni bir çağın ilk adımıdır. Bu tarihte okul binası, öğretmen kadrosu, sınıflar, ders kitapları olmadığı halde eğitimi başlayan Tefe-100 bir ulusun gelişimi için emek harcayan çalışkan ellerin bir araya gelip meydana getirdikleri bir okul olmuştur. Tefe-100 okulu daha kaliteli, daha güvenilir ve aydın bir Türk okulu olma yolunda hızla ilerlemektir. Birçok projeye imzasını atmıştır. 2013 yılında Goce Delçev İlkokulu'yla birlikte USAID Makedonya'da yürüttüğü eğitimde etkinlikler arası entegrasyon projesinde yer almaktadır. Tefe-100 iyiye, güzele ve doğruya yönelik tavrını 132 yıldır sürdürmektedir ve sürdürecektir. Ти благодарам. Еден аплауз за Джеран. Ајде да видиме, Адем, за што ни раскажа Джеран. Турците во Скопје образованието на турски јазик го следат во нашето училиште, кое е основано во 1884 година. Сега сме во нова ера во која училиштето, наставниот кадар, класовите и покрај немање на соодветни учебници почнува да работи со трудот на вредните раци и развој во оформувањето на основата училиште Теfe-100 како модерна институција. Основното училиште Теfe-100 напредува во квалитетот, довербата и интелектуалното образование. Учествата во многу проекти. 2013 година со основното училиште Гоце Делчев соработува во проект на USAID меѓуетничка интеграција во образованието. Основното училиште Теfe-100 веќе 132 години постои и продолжува кон подобри иднини и образование на младите и новите генерации. Одлично, вам многу ми се допаѓа подобра иднина на младите и младите генерации. Само ние ќе додадеме уште нешто. Александар, повели. Нашето училиште 5 години работи на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието со училиштето Теfe-100, а 3 години ние доаѓаме заедно кај вас, за да се дружиме, да се забавуваме во оваа емисија. И ќе доаѓате уште 33, може? Договорено. Одлично, спремни капитени на училиштата, ние ќе се префрлиме само на кратко во делот со работилницата, бидејќи се уште е есен. Ние сме премногу расположени во боите на есента. Може ли да ми кажеш како се викаш и што правиме? Јас се викам Нина Здравковска и денеска ја прикажувам есента со маски направени од есенски лисија и костени и шишарки. Многу Преубаво други изгледа, работи, да. малку подоцна. Ова само да ви ја представиме работилницата, а во есен сите сме некако инспиративни, за есен се пишуваат и песни, се глуми во името на есента. Се учат поговорки? Се учат и поговорки. Така. А мојата омилена поговорка гласи како? Ајде да слушнем. Па еден ум. И во лето, и во зима. А Тој за си е. есен? И за во есене. Ке си го имаш, ке си го носиш, тоа е. Ајде да видиме освен умот што други поговорки имаме. Кај има квачки, таму има и пилци. Капка по капка ќе потече бразда. Арно е се да знаеш, ама не е арно се да правиш. Едни плачат, други се смејат. Бадијала работи, бадијала не седи. Како играш, така ќе ти свират. Си ја бара белјата со боринче. Едно мисли, друго зборува. Без залат нема занает. Како ќе ти свират, така ќе играш. Без пот нема берикет. Надвор од орото многу песни знае. Белја човек пари да има, ама белја и да нема. Може би денеска нема да се надпреваруваме за поени, но ќе покажеме колку и двете училишта кои што учествува во овој проект за меѓуетничка интеграција во образованието се спремни да одговорат на нашите прашања. Може да започнеме, Спаси, од тебе или од мене? Да, ќе започнеме од нас први, односно од Еџе. Еџе, како си? Добро. Добра. Прво прашање за Еџе гласи вака. Ќе го видиме сега на големите мали екрани. Кој поим не припаѓа Еџе? Бор, дап, ела или смрека?
Сите се зимзелени, само дабото е листокапно. Браво! Аплауз! Одлично. Првото прашање за Ања ќе го видиме на екраните. Слично е на ова што до сега се одговори, но за некои други дрвја може да видиме на екраните. Ања, внимавај. Кој поим не припаѓа? Бор, даб, костен или бука? Јас мислам дека не припаќа бор. Точно е тоа. Да кажеме зошто само? Може затоа што сите други се листокапни, така? Да. А борот е зимзелено дрво. Да. Ето така, се си знаеме. Еден аплауз. Си знаете, си знаеме, ама си знаеме и ние односно. Стефан, второ прашање за тебе. Се храниш здраво? Да. Браво, тоа ме радува. Второ прашање за Стефан гласи вака. Што гледаш во моментот, Стефан? Макдоналдс. Макдоналдс. Макдоналдс од каде го употребуваме? Во салати. А во манџички? Не баш. Зависи кој како сака, ама се употребува и во манџи. Да. Да видиме што следно може да се употреби во однос на здравата исхрана. Ана ќе го има одговорот. Треба да го погледнеме прашањето на екраните, кое што гласи вака. Ана, внимавај. Што гледаме на сликата? Јас на сликата гледам модар патлиџан. Модар патлижан, еден аплауз. Ти јадеш модри патлижани? Па не. Правиш мусака од модри патлижани? Сум пробала. Си пробала, одлично. И Спасија? да е многу вкусна мусака. Да, од преубава, патлижани. преубава. Да. Ирем одговора последна за нашиот квиз. Гледаме прашање за Ирем. Гласи вака, што може Ирем да се подготви од пиперки? Може да подготви од пиперки, Што? ајвар, Ау, да, сега е сезоната на ајвар, потоа може кој сака салата, салата, да, ја додаваме пиперката во салата. понети пиперки, Полнети пиперки, тие највкусни подпечени пиперки. И за што друго можем? Пинџур. да. Да, браво за Ирем. Нас ни се пријаде, мора да признаам, зборуваме за превкусна храна, а така и ќе го завршиме овај квиз. Ајде да видиме прашањето за Беркај, целосно е подготвен да го одговори и него. Беркај, имаме една фотографија, односно слика, нели? Што може да се подготви од зелката? Салата и сарма може. Салата и сарма. Ти што сакаш повеќе, салата или сарма? Сарма. Сарма. И јас сакам сарма. Еден аплауз за сарма. Ама може и салата, вкусно сецкана, свежа од Не зелка. може и салата, кажавме салата, да. Да, Само да. сакаме повеќе сарма да јадеме, знаеш. Па добро, таа се витка, помалку процесот е подолго, треба да се чека, ако си гладен, немаш толку време. Да, ама кога се две раце, знаеш како оди тоа. Две раце, еден ум, така? Така е. Добро. Знаеш што, Тино, сега е есен, нели? Ама есента понекогаш знае да ни изненади со дожд. Да. А сонцето? Каде е сонцето? Може да прашам некој од гостите? Ајде, праши. Каде е сонцето? Сонцето е позади небото. Позади небото и позади облаците таму, нели? Да, позади облаците. Да. Видиш, Одлично. Тино, па сонцето во есен не свети многу силно и топло, затоа што веројатно му е ладно, па и тоа е наоблечено. Ама мислам дека секогаш сонцето е жолто, без разлика дали е пролет, лето, есен или зима. Не Дали е црвено? секогаш жолто? Па некогаш е и црвено кога заоѓа. Не е секогаш жолто, гледаш. Дилема. Како и да е, да видиме какво е сонцето, бидејќи ние не знаеме се уште. Не грее, ни дава лето. Тогаш е убаво и можеме да се бањаме, можеме да се играме. Да одиме на одмор. Па крупче за трупа, тогаш го боиме, зрак цртаме. И очи. И уста. И нос. И нос. Јас понекогаш на сонцето му цртам на очи. Сонцето е жолто. И не можеме да го фатиме. Во зима не игре. Во зима има снег. Сонцето ни фаќа боја кога сме на одмор. Сонцето го санува денот. Кога се налети сонцето, ќе се сокрие позади планината. Сонцето и месецот се брат и сестра. И така,
Така, сцената наша е преполна. Време е за нашата втора игра Глумиме актери. Во име на есента смисли една интересна драматизација. Погледнете. Дојде есен, прекрасен период од годината, погледнете наоколу. Есента пак го спрема своето сликарско платно за ново уметничко дело. Природата се менува и добива нов изглед. На часот во природни науки зборувавме за есента и наставничката ни објасни дека есента е период кога во подрачјето со умерена клима по полека шумските брда се прошаруваат со многу нијанси на жолта, црвена и портокалова боја. Тоа е време кога загаситите тонови на земзелените борови формираат една подлога од силни нијанси на жолта, портокалова и црвена. А јас пак прочитав дека есента е посебно омилен период во земјите на Ориент, например во Јапонија и Кореја. Навистина? Да, навистина. Во Јапонија луѓето често одат на лов на боите на есента, што е нивен израз за есенските излети во природа, кои му возможува да се восхитуваат на тоа уметничко дело на природа. Читајќи низ пейзажите, човекот се чувствува како на изложба, ужива во совршенството на природата. А мојот град пак во есен, како од парфюмерија да го навалне новиот парфем и мирис на печени пиперки и костени. Татко ми штутоку се врати од пазар и вели дека пак таму владее надпреварувачка атмосфера од изобилство на овошје и зеленчук, кој поубав и поголем. А мојата населба мирише на вкусен ајвар. Во ова време од годината правењето ајвар е многу значајна активност за мајките, татковците, бабите и дедовците. Ниту еден дом не може да се замисли без ајвар. Но правењето ајвар е одличен повод за малска и семејна дружба. Многу интересно. А знаете ли што вела технолоџијата? Ајварот не е само чимна изработка на зимница, туку и еден вид на опрет ритуал, кој ги зближува членовите на семејството, пријателите, па и пошироко на соседството. Доста зборувате за ајвар и мене ми се пријаде. А може ли да прашам нешто? Еве емо. Може и ова сте го учеле во училиште. Зошто листата паѓаат во есен, а не во лето, например? Природни науки е мојот омилен предмет. Слушнете ме добро сега. Кратките есенски денови го предупредуваат внатрешниот часовник на дрвјата да почнат да го прекинуваат дотокот на вода и минералните материи во листовите. Еве, погледни мате. Секој лист како на крајот на душката создава еден посебен слој во видна тапа, со што се блокира секој размер на материите меѓу листот и стеблото. И на крајот доведува до паѓање на листовите. Целиот овој процес во кој дрвјата ги губат листовите е убавно и практичен. Отпаѓањето на листовите им помага на дрвјата во зима да заштитат повеќе вода и енергија, воено тие го решаваат отровниот отпад кој се насобрал во листот во текот на летото. Браво, Ема! Путеона. Браво, Михел, од мен имате одличен пец. Може ли ми кажеш како се викаат листови на турски? Јапраклар. А жолт лист? Сара јапраклар. Добро, мене ме интересира што се случува со милиардите листови кои паѓаат на земјата. Благодарение на инсектите, габите и другите микроорганизми кои живеат во почвата, овој органски материјал набрзо се претвара во хумус, незамелива состојка на плодната почва. Добро, значи сакате да кажете дека после прекрасно изведениот спектакл на паѓање од дрвјата, отпаднатите листови се претвараат во храна за самите нив кои ќе му возможи да го продолжат своето растење на пролет. Навистина интересно, не можеме ни да замислиме поубав процес на рециклирање од ова. Деца, доста зборуваме, ајде да одиме до кај мене дома. Кога излегува, баба ми топлиот ајвар го ставаше во тегли. Велика, како се вика ајвар на турски? Ајвар? Едва чекав топло ајвар со сирење. Делишес. Ајвар!
Во друштво сме на Алпарслан, тој подготви една интересна песничка за есента и време е да ја чуеме, може? Повели. Sonbahar, bak toplandı göçmen kuşlar. Çünkü soğudu havalar. Sarardı dallardaki yapraklar. Artık mevsim sonbahar. Çocuklar şimdi okullu oldu. Sınıf ve sıralar birden doldu. Gökyüzü güneş sanki soldu. Artık mevsim sonbahar. Браво! Меѓутоа имаме и Ангела. Ангела, ајде да чуеме и од тебе зашто всушност се работеше во оваа песничка. Есен се собра птиците пресилници, залади времето. Пожолтаа листјата на гранките, дојде есен. Сега школите и училниците се полни со ученици. Сонцето го напушти небото, дојде есен. Дојде есен, златна есен. Јас ке ве замолам сите овдека да дојдете до мене. Ангела, можеш и ти да се прегрнеме, бидејќи е време за еден интересен прилог преградка. А сите знаеме дека преградката е уникатна, впрочем какви што се и снегулките. Може да се прегрнеме? Ајде, а може и вие сите во студија да се прегрнете. Одиме со преградка.
Okay, we're going to relax on a smooth way. Relax. 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 Ако сте слушнале само за мустаки, оние природните, тогаш мора да кажеме дека има и вакви мустаки. Еве ми ги направи учениците. Дали добро ми стојат? Да. Ете така, мустаки од лисја, не или да? Не се лоши, така? Да, ете да, убаво ми стојат. Благодарам за мустаките, ќе раскажем повеќе за нив. Имаме многу дечиња и многу интересни работи од лисја, есенски, повели представи ни се и кажи ни што ни направи. Здраво, јас сум Михаила Додевска и јас исеков од картон маска и залепив на нејзе листови. Може да ја ставиш на тебе да видиме како ти личи таа маска? Да. Тешко ли беше да се направи оваа маска? Па, малку. Ќе носиш за некој наскендал на 1 април, можеби? Можеби, не сум сигурна. Не си сигурна, можеби цела облека ќе направиш до тоа што од лисија, нели? Ќе видиме, можеби ќе ми помогне мајка ми. Одлично, тимски секогаш е подобро, до тебе ни е. Еве Здраво, кои ни ги јас сум Бојана Карамика и денеска направив едни мустаки од лисија и направив еден цвет што му ставив штипка, што го залепив и испадна како венче, ама така како штипка венче. И овие се направени од лисија, паднати. Исто и венчето, значи. Да. Гледате ли какви работи може да си направите од лисија? Значи може да бидете уникатни и преубави и да направите на вакво венче од лисија. Тешко ли е да се направи? Не многу. Брзо се прават. А треба нешто претходно лисијата да се сушат или како? Не, тие се веќе исушени кога се паднати. Веќе се сушат. Но треба да бидат прави за поубаво да испадне. Така. Значи она што го правивме на училиште, си ги ставате меѓу лисијата во тетрадка, така? Одлично. До тебе е? Здраво, јас се викам Мартина Цубалевска и мојата маска е ова дрво со лисија и костени која го направив со помош на моите родители. Ова многу тежи. Ова многу лисија има, а? Да, и диви костени и домашни, затоа е малце потешко. Малце потешко. Од каде ги собра костените? Беше на водна? Не, со баба ми ги собиравме таму на кај што живее, кој ќе искочи на улица Македонија, има дрво костени, таму паѓаат костените, ние таму ги собравме и јас после си ги залепив. Одлично. Еве како од паднатите костени може да си направите преубав украс за вашиот дом. Имаме тука и некој друг, јас ќе ти помогнам. Кажи ми што направивме. Јас сум Джем, ова е жолк, ова желка. Желка, значи волк и желка. Еве ги од неколку лисија може да се направи вистинско метничко дело. И до тебе е, како се викаш? Мерц. Така, кажи ми ти што ни направи. Фаре. Така, ова е глувче и... Келевек. Ете така, пеперутка. Одлично, еден аплауз за нашата работилница. Браво. И имаме уште многу дечиња на другата страна. Се разбира, тоа го гледаат. Јас и Метин ќе побараме гледачи на 5119-858, драги мои. Ве очекуваме да се јавите, може? Нема да имаме надпревар денес, ама ќе ве прашаме дали направивте ајвар, зимница, дали знаете да правите вакви интересни есенски изработки. Затоа јавете ни се и тоа сега, веднаш и одма. Време и ние да представиме оваа наша креативна работилница. Што правиме, да кажеме? Што направи? Која беше твојата задача? Мојата задача беше да направам Што? од тиква куќа. Погледнете го, ова интересно кутре е направено од тиква, костени листови и многу... и ореви имаме овдека, значи, еве, тиквите освен за јадење, служат и вака за украс, да го разубават вашиот простор. Потоа, понатаму, што направивме, подади го микрофон. Јас направив маска како верверичка нешто. Тоа да го покажеме. Оваа маска како верверичка ја користиме на 1 април или? Па, би можела. Би можела. Еве, оваа есенска верверичка, драги мои. Потоа, што имаме таму?
И јас направив исто така верверичка. Ама твоето е малку поинаква, така? Да, и ова е глувчиње 2. Држи ова да го покажеш ваму кон камерите ти, а да го покажем и ова глувче интересно, направено од шишарки. Гледате ли, драги мои, најинтересни шишарки. Тешко е да се направат вакви изработки? Па не многу, така. Вечињата знам дека уживаат кога прават вакви работи. Добро, и последното девече се вика како? Дора Грнаро. Дора, што правеше ти? Ја направив маска од картон. Така, дај да покажеме таа маска од картон. Не микрофонот, сонце, маската подади ми ја. И додека ние ќе покажеме оваа маска, го вклучуваме гледачот. Така, имаме некого на линија, кој имаше среќа да ни се јави прв? Здраво? Ало. Ало, здраво, веќе сте во програма, кој ни се јавува? Ина. Ида. Ина. Ина, од каде ни се јавуваш? Од Скопје. Имаш ли некого да поздравиш? Па не. А учиш каде? У Александар. Александар Македонски? Да. Добро. Втора смена на училиште? Па втора смена. Одлично. Подготвена ли си да ги извршуваш домашните задачи? Па да. Одлично. Ти благодариме многу, има и убав ден на училиште. Следува викенд, така што може да ги дадеш сите сили и секако да бидеш најдобра во класот. Ти благодариме, имаме и некоја друга интересна маска таму, гледам Спасија. Така е, да представиме оваа наша интересна маска, која што исто така може да се употреби за 1 април, впрочем, па и не го чекајте 1 април, може да се маскирате секој ден, тоа е дозволено. Еве оваа интересна есенска маска. Па маски се носат и во есен, и во зима, и во пролет, и во лето, зошто да не, така? Добро, ќе ги повикаме повторно гледачите на 5119-858 да ни се јават. Имаме многу изработки, меѓутоа имаме и втор дел од работилница да не представиме ние тука се чуваме, имаме скриени Така е, да имаме резерва. Да. Имаме и гледач нов. Да. Здраво, кој ни се јавува? Ало? Здраво. Здраво. Како се викаш? Лиljana. Лиljana, од каде учиш? Во која школа, во кое училиште? Или си, може бидеш во градинка? Во градинка одам. Па во градинка одиш, како се вика градинката? Жала зграда. Земчо Мирчев. Така, ни се јавуваш од каде, од кој град? Од Велес. Од Велес. Голем поздрав до Велес и до тебе. Ти се допадна ли изработките од Лисија? Да. Ти благодарам, убав ден. И вие ќе правиме. И вие ќе правите, одлично. Ве чекаме да дојдете и да ни ги покажете, важи? Да. Ете така, убав ден. Поздрави ги. Чао. Довидување за тебе и убав викенд. Ајде да ги прашаме и дечињата кога тие всушност забораваат да јадат и да пијат. Когаш најчесто забораваш да јадеш и да пиеш? Кога играш, кога имаш домашна задача или? Некога пишувам, домашна, некога не. Аха, кога пишуваш домашна задача, не се јаде кога се пишува, така е? Не се јаде, се заборава тогаш. Да. Да. Ама после си премногу гладен и ќе јадеш. Така е. Направивме една интересна анкета. Што може да те натера да Направивме една интересна анкета која што ќе погледнете сега во Општинското основно училиште Блаже Коневски. Што може да те натера да заборавиш да јадеш и пиеш? Еве, јас, например, кога сум многу болна и имам висока температура, уста не ми се отвора. Ниту ми се јаде, ниту ми се пие. Или пак, кога имам некоја тешка писмена или испрашување, ниту ми се јаде, ниту ми се пие. Епа, и кога мислам на некого, не можам ниту да јадам, ниту да пијам. А тебе? Што може тебе да ти направи да заборавиш да јадеш и да пиеш? Може да ме натера да заборавам да јадам и пијам, доколку се случи нешто многу чудно. Па, љубовта. Компјутерот. Другарите. И девојчињата. Спортот. И љубовта може. Кога се дружам со другарчињата, кога имам некои обврски. Кога сум надвор со друштвото, не мислам на храна и
Тоа. Ако немам пристап до јадење и пиењето, ќе заборам за него. Друго, додека учам, додека играм надвор и ќе заборам да се вратам дома и да јадам. Кога сум многу возбудена за нешто. Кога сум излезена со другарките и другарите. Љубовта. И кога сум надвор со другари, кога сум во друштво, тогаш не мислам на јарење. Освен што сме многу талентирани за во креативната работилница и имаме многу добро знаење, во овие две училишта се покажа дека има многу добри и посветени спортисти. Бела ја имам на мојата лева страна, која што е пливачка, и Кенеджан кој што е одличен џиу-џитсу мајстор. Јас така би го нарекол, да дадеме предност на дамата, може? Може. Најмладата дама. Бела, кажи ми, колку време ти тренираш со пливање, бидејќи гледам многу медали имаш? Ја тренирам 4,5 години. 4,5 години, а колку години имаш? Ја имам 10, вчера ми беше роден. Вчера ти беше роден ден, среќен роден ден, аплауз за роден денот на Бела. Благодарам. Кажи ми, што си посака за роден денот вчера? За роден денот вчера си посакав сите да бидеме здрави, живи и среќни. Ова е за уште еден аплауз. Кажи ми, каде тренираш? Тренирам на базенот Борис Трајковски пливачки клуб Карпош. Така, имаш многу награди, неколку медали и дипломи кои што ни ги донесе. Еве, јас ќе ги покажам на камерата, еве ги гледаме медалите, да ги покажеме колку што може, бидејќи се многу. Какви награди имаш до сега освоена? Па ги имам сите места, освоени и трето, и второ, и прво. И кое е најубаво место? Прво. Прво место, се разбира дека е прво. Бела, интересно е што додека имавте, кога беше размената со учениците од Бугарија, ти имаше едно девојче кое што беше кај тебе, и што се случи во тој период? Па во тој период не дојдоа децата од Бугарија, јас земав едно девојче по име Ива и него го однесовме со мене на надпревар кај што освои прво и второ место. Така, значи Ива те подреше? Да. Убаво е така кога имаш поддршка? Многу убаво. Кажи ми како кој пливач сакаш да станеш? Како најдобриот. Како најдобриот, овој одговор го сакав. Браво за Бела. Ти посакувам многу успех и да продолжиш да нижиш награди и да ни ги донесеш сите. Може? Ви благодарам. И јас сакам да ги поздравам мојата наставничка Жане и нашата директорка од нашето училиште Нада Морелировиќ. Ти благодарам, ќе го поздравиме сигурно и тренерот. Кененджан, јас кажав џиу-џитсу мајстор, дали е точно тоа? Може да се рече. Или си мајсторист? Па може. Може така да се рече. Што тренираш? Џиу-џитсу. Џиу-џитсу. Направивме малку разговор. По што се разликува џиу-џитсу како боречка вештина од останатите? Боречка вештина се мисли одбрана од нож, од пиштол, од удари, од фатови и така натаму. Значи не е напад, туку е само одбрана. Да. Добро. Спортскиот дел е напад, борење. Така. Колку време тренираш џиу-џитсу? Ја скоро 3 години. Скоро 3 години. И кажи ми што си постигнал досега во овој период? До сега меѓународно втора, државно прво, балканско трето и уште еднаш балканско трето добив. Одлично. Тешко ли е да се вежба џиу-џитсу? Па во спортскиот дел малце е потешко. Добро, колку време се одвиваат тренизите? Колку време се одвива еден тренинг? Па 2 сати. 2 сати. И после тие 2 сати имаш ли ти сила? Нема. Немаш сила, одлично. Ти благодарам, многу успех. Да не го заборавиме и Гарфилд, кој што секогаш е со нас, да го погледнеме и се враќаме во студиото. Everybody in the world likes chocolate. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It makes you bad. But we don't care about that. Now come on. Mama, she say roly poly. Papa, he say holy moly. Everybody wants chocolate.
saying chocolate. Chocolate. A choco choco. Chocolate. A choco choco. Chocolate. A choco choco. Chocolate. A choco И да, покрај клавирот ќе зборуваме со уште еден музички талент, Ана Петановска, драги мои, веќе ја препознавате. 3 години доаѓа овде кај нас во студио и ни го разубавува студиото и не развеселува. Ана, како си? Одлично. Во меѓувреме кој деление стигна? Кој деление стигна? Сега 8. 8. Ти си дел исто така од училишниот хор на Општинското основно училиште Гоце Делчев. Па и оркестарот, не и само оркестарот, така, свириш и на некој инструмент? Флейта, нисам ништо посебно, ама сепак значи, мислам. Да, како не, да. Одлично пееш, кажи ми кој вид на музика повеќе го преферираш? Па сега заради тоа што значи многу е популарен попот во меѓувреме, сам модерниот поп, Джастин Бибер, Кети Пери, мислам многу артисти што прават таква поп музика. И затоа прилично пеам поп музика бидејќи тоа е најпопуларно сега, за да им се свиѓа на сите гледачи и на сите слушатели. А во главно мојот жанр на слушање музика се повише рок, хард рок, метал на тој во тој правец. Да, во тој правец, да. Одлично. Денеска ќе те чуеме со што? Па денеска ќе ме слушнете со уште една песна од Адел, што се вика Rolling in the Deep. Bраво, подготвена си? Ќе ти го дадеме овој микрофон, а студио сакам аплауз за Ечи. Повели. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out in the auto you're shipping. See how I read with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, is bringing me out the dark. The scars of your love, they remind you of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't hide it all. Rolling in the deep, you have my heart inside your hand, but you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I heard that one on you, I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make it a home down there, as mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love leave me breathless. I can't help feeling we couldn't hide it all. Rolling in the deep, you have my heart inside in your hand, but you played it to the beat. Could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside in your hand, but you played it to the beat. Know your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my soul into treasured gold. You pay me back in kind of my what you could sow. We could have had it all. Could have had it all. It all, it all, it all. We could have had it all. Rolling in the deep,
Уште еден доказ дека музиката не спојува сите дефинитивно. Јас сум во работилницата. Ана, мора да те пофалиме, бидејќи сите тука се согласивме. Беше одлична. Браво. Морам да покажам нешто, Спасија. Ајде, нешто интересно. Најдов на нешто многу интересно. Еве ќе ни каже тој што го направи. Ова е риба. Ова е риба направена од листови гранчиња. Ова вака плива? Да. Или оди нагоре? А не, ајкула да оди нагоре? Оди вака? Да. Ама оди горе по воздух. Така? Така ли е? Ова ме интересира дали е охридска пастрмка или? Па, така некако. Така некако од охриди ја најде? Не. Не. Охридска пастрмка со скопски лисија. Не, скопска пастрмка со охридско потекло. Може и така, може и така. Да не заборавиме, гледачите, имате можност да ни се јавите, секако да поздравите доколку имате некого, можеби да ни кажете што вие работите ова есен и се разбира заеднички да искомуницираме. Телефонските броеви се 51198858 и ве очекуваме. Така, вклучуваме само еден гледач, драги мои, за жал времето не гази, ама верувам дека убаво си поминувате со нас. Да допредставиме уште нешто што остана во оваа наша работилница, во меѓувреме ве молиме да ни се јавите, се разбира. Еве, на ова што го правиме интересна тегличка, така? Да. И обложена е со? Со листови, ова е како свекник. Свекник, јас во оваа тегличка би можела да чувам и бомбони. Имаме некого на линија. Здраво, кој ни се јавува? Томислав. Томислав, од каде ни доаѓаш ти, односно каде живееш и Тетово ни учиш? се јавува, Томислав, наш редовен гледач. Томислав, ти си тој од Тетово. Ти си најдобриот другар на Спасија, нели? Не, Томислав секогаш навива за тебе, ама овој пат нема навивање. Томислав, не гледаш ли денес цело време? Да. Добро, овој пат нема да гласаме. Имаш ли некого да поздравиш? Томислав, да, Томислав секогаш се јавува рекреативно и кажи ми, втора смена на училиште, имаш некои тешки часови денес? Не. Нема? Значи убаво релаксирано ќе го поминеш денешниот ден. Да. Ти благодарам, Томислав, голем поздрав до тебе и до сите во Тетово. Довидување за тебе. Ни треба малку одмор, ни треба малку здив. Да, време е за едно интересно патување и тоа патување посветено на вам, драги гледачи. Патуваме низ програмата на Македонската телевизија. Врзете ги појасите. Тука сме. Правиме финти. Не има па не нема. Така е, телевизијата е магија. Точно така. И секоја дружба има свој крај. Секоја дружба има свој крај. Денеска беше посебно магично. Ке се согласиме сите, нели? Убаво ни беше. Да. Сакаме да заврши ова? Ајде нека заврши сега, да се подготвиме пак ќе ни дојдете повторно, може? Да. Ете така, договор си е договор, договор кој ќе гради? Точно, баш така, убава мисла кажа, да се заблагодариме, драги мои, на учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев, Општина Центар и бакнежи за директорката Наде, бидејќи знам дека не гледа. И се разбира Општинското основно училиште ТФУС од Општина Чаир. Браво! Денеска уште еднаш покажавме дека сплотено секогаш е најдобро и така треба и да продолжиме. Да, ќе ви посакаме да имате убав и пријатен викенд, да се одморите и во понеделник се дружиме. Уживаме со една музичка точка, од нас довидување до следно видување, се гледаме во понеделник. Чао! I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on
shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on.